последниот период на најпластичен начин увидовме дека придобивките што ги живееме од развојот на демократските процеси, од вложувањето во правда, во човековите права, во толеранцијата не се дадени еднаш за секогаш. На нив мора да се работи постојано, да се унапредуваат и да се негуваат истовремено, бидејќи многу лесно може и да се загубат. Како што вели Леа Ипи, позната писателка од Албанија, воедно професор по политичка теорија на Лондонската школа за економија, во времето во кое живееме, честопати мислиме дека слободата е нешто што е дадено, нешто што го имаме, затоа што системите се демократски, затоа што границите се отворени, затоа што може да зборуваме. Но слободата не е состојба, туку процес, нешто што постојано се гради, се преиспитува и се брани. Западниот Балкан, иако синтагмата е нова од 2000-та година и честопати велам дека не знам што точно значи, бидејќи замислете дефиницијата беше новонастанатите држави од бивша Југославија минус Словенија плюс Албанија, па потоа минус Хрватска плюс Косово и така натаму. Каква е оваа движечка географија, не знам, односно знам. Требаше да се обележи дека се работи за периферија на периферијата или се работи за геополитичка синтагма. Да потенцирам. Не е доволно да слушаме дека Западен Балкан е Ахилова пета, а дека Европската унија е недовршена симфонија без Западен Балкан.